Почитувани сограѓани, почитувани жители на село Стајковци, граѓани на општина Газибаба, почитуван градоначалник на општина Газибаба, советници од општина Газибаба, почитувана директорке на основното општинско училиште Кирил и Методи, Стајковци Газибаба, почитувани наставници кои што сте денеска со нас и родители. Решивме ова голема депресија која што поминуваме сите низ оваа пандемија, на која што се надеваме дека првото полугодие од оваа година ќе и дојде крајот и со стабилниот број на заразени наши сограѓани, но и со следниот месец почнувањето на вакцинацијата, да малку ја разбиеме со овие убави активности врзани на самиот почеток на второто полугодие на учебната 2020-2021 година, кога изведуваме комбинирана настава со убави проекти, како што се за прв пат спортска сала после 40 години во основното општинско училиште Кирил и Методи. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, благодарам што сте со нас, заради тоа што држиме дистанца, ги почитуваме мерките и навистина сакам денеска заедно со вас да го споделам задоволството од резултатите од стратешките определби на владата за поддршка на единиците на локална самоуправа за нивна целосна финансиска независност. Затоа што се повеќе пренесуваме и надлежности и проекти, а со тоа и финансиските капацитети и фискалните капацитети сакаме на општините да продолжат да јакнат, со максимална децентрализација на власта да создаваме услови за да го обезбедиме тоа што го очекуваат граѓаните, непосредно, директно од нивните општини. Пристоен, достоинствен живот со сите подобности, директно во нивната локална заедница. Општина Газибаба, во непосредна комуникација и соработка со своите граѓани, ги препознава нивните приоритети и навистина посветува искрено внимание за финансиска и секоја друга поддршка преку стотици проекти што се остваруваат во соработка со централната власт или самостојно во рамките на своите програми за работа и својот локален општински буџет. Денес промовираме проекти кои се од посебен интерес за младите, на учениците од Стајковци и другите населени места во општина Газибаба. Се радуваме сите на стартот на изградбата на една таква иницијатива, а тоа е изградба на спортска сала во основното општинско училиште Кирил и Методи. Кога ќе биде завршена оваа сала, ќе остане во сеќавање само оние денови на учениците од ова основно училиште, како ја држеа наставата по физичко во пренаменети училници или ретко во топлите денови надвор на оваа игралиште. Со овој капитален проект конечно се решава овој проблем и учениците добиваат спортска сала според сите стандарди. Проектот за салата го подготви општината и во својот буџет обезбеди средства за почеток и изградба на оваа идна спортска сала. Вкупната вредност на инвестицијата за изградба на салата во Стајковци е 17 милиони денари или без малку 300.000 евро. Салата е проектирана со површина од 430 метри квадратни, со висина од 6,7 метри и во неја ќе може да се игра, како што рече градоначалникот, кошарка, ракомет, мал фудбал, одбојка, пинг-понг, гимнастички дисциплини и многу други спортски дисциплини. Салата ќе располага со 2 сооблекувални и помошен простор. Покрај спортската сала се предвидува изградба на дополнителна просторија за физичко во подрачното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Исто така, самиот проект овде прави топла врска помеѓу спортската сала и основното училиште. Она што е посебно вредно да се истакне е дека покрај оваа спортска сала општината подготви проект и обезбеди средства за изградба и на спортска сала и во основното училиште Наум Охридски во Булачани. И со тоа сите основни училишта во општина Газибаба ќе добијат услови за одржување на настава по физичко образование. Тоа е навистина голем успех за општината и нејзините граѓани и истовремено потврда дека општината води грижа за своите граѓани, особено оние наважните, младите.
Посакувам успесен почеток на изградба на салата, со што ќе докажеме дека продолжува градежништвото во нашата земја за вака убави објекти и за време на ковид кризата. Нека е со среќа.